Голем дел од занаитите во нашава земја полека изумираат, но затоа пак има млади личности кои наоѓаат нов начин да создадат нешто ново, уникатно, преку што ќе изразат својата креативност, но и ќе ги одржуваат занаитите. Марија Тајер од Скопје е млада, талентирана дизајнерка која веќе 8 години рачно изработува накид. Во незината широка палета на уникатни парчиња можете да најдете најразлични видови на накид, обетки, ланчиња, прстени, брошеви и многу други работи. И тоа се рачно изработени од епоксидна смола и полимерна глина. Ја прашавме Марија каков беше незиниот почеток, зошто се одлучи рачно да изработува накид и како ја добила идејата да се занимава токму со овој занает. Започна многу случајно, како и сите млади луѓе, така и јас постојано се чепкав нелезни социјалните платформи. Најдов накид кој во тој момент не знаев од кој материјал е изработен. Почнав да си гуглам, да си истражувам, така и открив полимерната глина. Земав некое време приватни часови да научам како да ја употребувам и сите техники и после тоа стилот сама си го развив. Потоа следеше уште една обука за епоксидна смола. Ги споив двете во комбинација, ова што го гледате тука е крајниот производ. Од каде се црпиш инспирација, затоа што навистина твојата палета на производи е многу широка, што најмногу те инспирира? Мислам дека највеќе се емоции, како сум расположена, буквално тоа се гледа на мојот накид. Меѓутоа, мојата работа опфаќа и работа со персонализирани нарачки, така што најчесто работам по нарачка, а кога ќе остане повеќе, кога ќе имам повеќе слободно време, работам нешто што е по моја желба и по мој мерак. Интересно е тоа што кај нас навистина не може толку често да се најдат и рачно изработени ташни, иако порано можеби во минатото ташнарите исто така биле доста застапени, но еве ти сепак го развиваш и оваа креативност, односно правиш и рачно изработени чанти. Па да, знаеш како после некое време, откако само правев накид, ми дојде желба да направам нешто ново, да внесам некој нов производ, нели растеме, се шириме, созреваме. И најпрво направив ташна кој што јас би ја носела, нешто што не можев никаде да го најдам. И за цела среќа на светов имам чичко кој што е ташнар, он ми помогна и некако се склопивме и испадна овие ташни. Современо, шарено, уникатно, а што е најважно е дека е во тренд. Таков е накидот кој го изработува Марија, а верувам дека ниту една девојка или пак жена нема да остане рамнодушна на овие изработки. Ништо слично од незините изработки не можете да најдете низ продавниците. Таа за накидот кој го изработува вели дека е несекојдневен, бескрајно шарен, разигран, неконвенционален, помалку инфантилен, а истовремено прифатен и одлично носен од жени кои ги поседуваат токму овие епитети. Па ја прашавме и каков е интересот кај нас, колку жените во Македонија воопшто се заинтересирани за накид кој што е рачно изработен и колку ги поддржуваат луѓето кои што рачно изработуваат. Ако ме прашаше пред неколку години, ќе ти кажам дека интересот беше многу послаб за разлика од сега, меѓутоа како што поминува времето, луѓето се повеќе ги ценат хендмейд производите, што е многу добро нели за нас хендмейдерите кои што се занимаваме со оваа работа. Имаме некоја определена таргет група која што буквално доаѓа, не посетува на сите пазари, нарачуваат луѓе. Сега пред 2 недели бев на еден хендмейд базар во Белград, каде што искрено бев воодушевена, беше фантастично искуство. Сакав да променам малце географски одредници, да видам како мојот накид ќе пројде во друга држава и ја буквално бев запрепастана. Колку кај нас се одржуваат базари? Сметаш ли дека можеби треба да има малку повеќе изложби базари каде што ќе можат сите луѓе кои што прават рачни изработки да ги покажат своите производи? Па во последните 2 години многу често се одржуваат базари, конкретно и во Местенца во каде што сме тука и во други локали, меѓутоа сепак кај нас го има оној момент каде што на луѓето им е поедноставно нешто да се го нарачаат онлайн, да им е доставено до дома, отколку да дојдат да разгледаат да ја се купат, што пак ја кажам не беше случај со Белград, таму беше приказната тотално различна. Буквално луѓето тоа им е дел од култура, многу често се одржуваат базари. Мислам дека секој викенд и буквално луѓето после работа одат на тие базари кои што буквално се како журки, има диџеи, млади луѓе, убава енергија, буквално најразлични изведувачи има и се купуваат работи. Каков е процесот на изработка, еве, например, да се изработат едни вакви обетки?
Па најкомплицираниот дел е работата со смола. Значи креативниот дел, осмислувањето како ќе изгледа накитот или формата е полесниот дел, меѓутоа кога ќе дојде дел преливањето со смолата е покомплицирано. Се суши одредено време, односно 24 часа од едната страна, 24 часа од другата страна и многу зависи од времето и од температурата. Така да тоа е најпроблематичниот дел и затоа никош со сигурност не можам да кажам дали некој парк е готов за 3, 4 или 5 дена. Се случило ли никогаш да ти побараат луѓето нели нешто кое што за тебе било предизвик, секако нели секој парче е предизвик да го направиш, меѓутоа нешто од кое што ти било нака буквално голем предизвик да го направиш? Па секоја персонализирана нарачка ми е предизвик, затоа што нели нашата комуникација е во пишана форма. Они ми даваат одредени насоки, јас изработувам нешто, значи во согласно со тоа што они ми го кажале, меѓутоа предизвикот на крај секогаш е голем затоа што не знаеш дали ќе ми се допаѓа и дали сте на иста фреквенција. Меѓутоа до сега се проаѓа окей. Кои се твоите планови за во иднина, Марија? Па би сакала да одржувам работилници за обука на изработка на накит, веќе значи имам одржано 2, тоа баш ми исполнува и би сакала да имам некоја моја шопче местенце каде што луѓето ќе може да дојдат и во живо да си ги видат и да си ги пробаат, да си ги купат работите. За незе производството представува предизвик и го почнало да се изразува креативно. Незините изработки можете да ги најдете на профилот на Instagram како Marcy Handmade, како и во концепт продавницата Error Collective.